Основата на новиот модел на реформите во примарната здравствена заштита е дополнување на променливиот дел од капитацијата преку препознавање, евидентирање и вреднување на работата на избраниот лекар. Овие здравствени услуги избраниот лекар ги дава и сега, но не се препознаени и евидентирани во електронскиот систем со соодветни шифри. Тоа значи дека во моментот новината е само во начинот на евидентирање на здравствените услуги кои лекарите ги вршат. Со новиот модел предвидена е следната структура на здравствени услуги: основни здравствени услуги, превентивни цели, следење на хронични болни и здравствени интервенции. За сите овие здравствени услуги ќе се изработат посебни шифрарници, протоколи и упатства. Ова го соопшти Фондот за здравствено осигурување, посочувајќи дека континуирано работи на реформи со цел подобрување на квалитетот на примарната здравствена грижа, како и обезбедување сеопфатна примарна заштита од страна на здравствените работници на примарно ниво. Од фондот истакнуваа дека веќе е изготвена првата верзија на шифрарникот за основни здравствени услуги, кој е имплементиран во мој термин, со тоа што од 1 јули во електронскиот дневник избраниот лекар ќе бележи секоја услуга според шифрата, како и сите податоци согласно Законот за евиденција од областа на здравството. Секоја здравствена услуга е поврзана со одредена шифра од шифрарникот и соодветен тежински коефициент. Во пробниот период од 3 до 6 месеци дадени се предлог коефициенти кои по потреба ќе бидат ревидирани. На тој начин избраните лекари имаат можност да дадат своји предлози за промена или воведување нови здравствени услуги, односно шифри, како и за евентуална промена на тежинските коефициенти, информираат од фондот.